И се враќаме назад во студиото на утринската програма со последниот час и последниот разговор со кој што навистина ќе имаме чест што вакви гости утрово ќе имаме во нашето студио. Тина ќе имаме Русева, само да кажам, во четврток, повторно, а во продолжение ќе се посветиме повеќе на филмот. Велам добро утро за Тамара Котевска, добро утро за Јорданчо Петковски, дел од луѓето кои што стојат позади приказната за Силјан, најновиот документарен филм кој веќе освои бројни меѓународни награди. Добро утро. Мене? Филмот ја раскажува, Симона, неверојатната приказна за земјоделецот Никола и штрковата Силјан и носи навистина многу поучни работи и во однос на човечноста, меѓутоа и за зачувување на животната средина, така што така и ќе го започнеме разговорот, затоа што сите коментари претходно и на домашен терен и на светско ниво се коментари на восхит. Како се роди идејата за документарниот филм Приказната на Силјан? Па прво, целата приказна започна од една идеја за игран филм, всушност, која што за филмот Човек против јато, кој што всушност го снимивме после документарниот филм, во истиот состав каде што Јорданчо исто продуцент. Ние тргнавме со тој филм, меѓутоа имавме некои проблеми, финансиски проблеми, не можеше да се реализира во тој момент. И поради тоа решивме да не стоиме, туку да почнеме со истражување за тоа како да пристапиме кон снимање на штркови, кој што ме доведе до една тема која што е всушност како штрковите живеат кај нас и какви промени се случуваат со нивниот синџир на исхрана. Тоа е, значи, соработката со тие биолози, со тие научници кои што работат со штркови во земјава од Македонско еколошко друштво. Не ми е ништо ново, всушност со нив соработувам веќе долго време, уште од Мета на земја и претходни документарни филмови. И беше вистински задоволство да се открие нешто сосема ново и да се открие нов свет за кој што реално не знаевме нешто премногу, нели, освен дека штрковите градат гнезда во селата, буквално откривме еден цел универзум за таа коегзистенција со луѓето и колку се зависни од тие земјоделци и за сите тие социополитички проблеми кои што кои што имаат влијание и врз животната средина и штрковите. Така. Прашањата ќе ги поставуваме наизменично и слободно може и да си се секако надополнувате во вашите одговори, да направиме така едно пријатно и убаво интервју. Филмот ја спојува македонската митологија со реалниот живот на Никола. Колку е тешко балансирањето помеѓу мит и реалност во документарец? Ова нека бидете прашање до двајцата. Па еве јас ќе почнам. Секогаш дамите имаат предност. Па доста голем предизвик е дефинитивно. Митот дојде покасно во приказната. Тргна од идеја за документарец за животна средина, кој што подоцна кога главниот лик го најде штркот, прерасна во нешто кое што многу не потсетуваше на тој мит за Силјан, беше како гледање на митот во живо и беше нешто кое што не можеше да му се одолее да не биде дел од тој филм и иако беше навистина тешко да се долови тој баланс, на крај тоа испадна како многу успешен експеримент кој што многу им се допадна на сите гледачи на светско ниво, како нешто оригинално. И една работа на која што сме најмногу горди е дека еве конкретно New York Times цитираше дека баш митот е кој што делува дека е нереалниот елемент во документарецот е всушност вистинскиот доказ дека приказната е вистинска, е реална, бидејќи тоа кажува дека оваа ситуација се случувала уште од 17 век во таква симбиоза со луѓето и штрковите и соживот и спасување на штрковите на оваа територија, што можеби придонесло кај нашите предци да произлезат со таа приказна за Силјан. Да, така сме допунам, од друга страна е една голема одговорност, затоа што вие се повикувате на нешто што веќе постои, што луѓето се поистоветуваат со тоа многу долго и ја сакаат таа приказна, уживаат во тоа, ја говорат, ја пренесуваат од колено на колено. И сега вака кога ќе се повикате на нешто, имате доза на одговорност да сето тоа не го пропастите, не го направите да биде заиста онака бајковито како што се говори за самиот Силјан. Така да е све време сме на граница и Тамара многу храбро го изнесе тоа, знаејќи дека е на
на линија нон-стоп, дека тоа може да отиде или во една или во друга крајност, што е многу тешко. Да. Малку и околу самото снимање, затоа што предпоставувам дека сте имале куп предизвици. Снимањето беше во село Чешиново, кое што е познато по гнездата за штркови, меѓутоа околу самата техника, начинот на кој што сте успеале да ги доловите тие кадри, кои беа најголемите предизвици, како се носевте со тој товар? Едноставно да доловите се онака како што е замислено. Мене као продуцент ми беше многу голем изазов. Право затоа што прв пат соработов со Тамара. Уште не се знаевме ни како, кој на кој начин работи, што е потребно, на како ќе оствориме сето тоа и што заправо ќе произлезе, затоа што немате овдека, немате сценарио, немате јасен план, програм како ќе се движи сето тоа, него е едноставно инспирација која ве води од момент и градите на основа на тоа градите останати ситуации и на крај една комплетна приказна. Ние почнавме со голема екипа, па почнавме с малувана екипа, па на крај останаа Жон и Тамара кои буквално седат во комби или спијат во комби па и да ти пратат ситуации. Ни даваме поддршка од страна или се допунуваме. Еден брка пари, другиот брка локации, третиот снима таму негде, не знам што све не. Така да турбулентно беше, изазовно, не знам дали би пробал пак овака, не знам. Колку време траеше од прилика? 3 години. 3 години. 3 години. Тоа кажува се околу предизвиците и тежината која што Во кој момент од тие 3 години, исто прашање до двајцата, почнавте да размислувате и да го чувствувате тоа и да се прашувате што сакаме гледачите да однесат со себе по проекцијата? Кога се појавува тоа прашање? Некаде на почетоците од снимањето или кога веќе почнала и самата приказна да се развива, кога добила некој тек? Дефинитивно од почеток е тоа, меѓутоа тоа се менува. Се менува, така? Да, се менува. Добро, ние малку поставуваме и можеби поопшти прашања, бидејќи нели сакаме да навлеземе во вашиот свет и во тоа што се случува таму. Не можеме ние да бидеме препаметни, нели? Па затоа вака да ги дознаеме деталите. Укратко лаички тоа беше вака. Тргнаа да пратат штркови. Отидоа до отпади. Од отпади најдоа човек што најде штрк или како веќе. И тоа константно се менуваше. Тоа беше телефонски кога ќе се јави там рекаш најдовме човек, доаѓа брзо што ќе правиме, ќе видиме како е тоа. Тоа беше не знам, па после луѓето мислат дека си полицаец, дека си дошол заправо да ги хапсиш, а уствари си дошол да се договориш со нив, да им кажеш, да им соопштиш, па дали ќе сакаат, нема сакаат. Така да не знам. Дојдовме со терански возила и мислеа дека сме полиција. Тоа беше момент, имаше отпор некој, па после се разбравме што сакаме и кои сме. Да, значи, генерално приказната се развива органски некако со текот на времето и колку подолго си таму, толку повеќе некои новитети излегуваат од таа приказна и тајните на тој свет кој што се истражува. И тоа ја менува насоката за како сакаш тој филм да резонира кај публиката. Во случајов јас многу долго време имав замисла дека филмот ќе биде со многу по-критички исход и ќе заврши можеби многу по-негативно во смисла со статистика. На почеток мислев дека тоа ќе биде само краток документарец кој што го следиме се додека не почнеме некако да го правиме долгиот филм. Меѓутоа, како што се развиваше, не повлече цела екипа, не магепса едноставно таа приказна. И на крај не убеди сите дека тоа е една позитивна приказна на крај, бидејќи тие луѓе остануваат да се борат и покрај сите тешкоти и да си ја зачуваат земјата и тоа што го прават. Колку ви значеше Cinema Eye Honor и Audience Choice Prize, односно наградата од публиката покрај критичките признања? Наградата што сега ја добивме од публика, од гласањето на публиката, мислам дека ми е една од најубавите награди и најбитните. За мене тоа е феномен што се случи, бидејќи успеавме да ги победиме Бразил, Гана, Америка, значи стварно огромни милионски земји. И тоа многу кажува за една сплотеност која што во нашава земја е стварно феномен. Иако можеби не делува толку во денешно време дека луѓето се сплотени, особено за културата. Ова беше доказ дека е така и дека навистина филмот резонира не само со македонската публика, туку со светската публика, бидејќи сепак тоа гласање не може да биде само од нашиот народ, така.
Добро, тука се и престижните награди, но и откупен од Национална географија исто така. Каков беше вашиот прв печаток кога тоа се случи? Јас со гордост си ги споделувам тие рилови на така и честитав Божик на сега за празници. Едноставно немаше поубав начин да честиташ Божик на нашиот народ. Да. Нестварно беше сето тоа. Поготоа што ние заправо не знам, многу несвесно влеговме во целата работа. Ние буквално пред да го изберат Силјан да иде во Венеција, бевме се уште малтене на терен и снимавме игран филм. Само што се заврши тоа е као идеме Венеција, идеме супер Венеција, одеднашка се деша National Geographic и едноставно да добивате информацијата или понатаму не верувате на информацијата. Нестварно, не знам како го објаснам тоа. Често си поставувавме прашање дали си свестен или свесна што ова значи. Си кажеш нема шанси, мислам, теоретски шанси нема. Така уште некако додека гледам таа жута коцка или тоа жуто лого, пак сум во неверување. Во неверување се уште дека тоа заиста се дешава. И дури кога ќе се уклучиме, они имаат еден прекрасен тим, они имаат 60 луѓе кои се во имејл константно уклучени 24h, ја мислам. Со нив е тоа нестварно и за соработка и за све таа почит која даваат кон нас, тоа све не знаете дали го заслужувате, некако имате немам појма, доза на сомнеш. Да. Успех од друга димензија. Да, и дефинитивно самото тоа што всушност се направи од нивна страна, од ваша страна како целосен еден проект, навистина е голема промоција не само на нашиот документарен филм, едноставно на целата наша земја. Нешто што некој го прави 10-15 години, вие го направивте за многу кратко и најверојатно после се што сте поминале уште во неверување како доаѓаат успесите многу брзо. Затоа повторно ќе ве вратам на почеток. Малку го начнавме тоа прашање, но ете нели од аспект на продуцент, кажавме дека е тешко сигурно да се работи на еден ваков проект, но ајде уште еднаш прашањето колку е тешко да се работи на ваков документарен филм, во овој случај филм кој на почетокот е тотално независен и е направен без средства. Тоа е можеби најтешкото нешто во играниот, во филмскиот свет. Тука се раѓа инспирацијата, љубовта и тоа води, претпоставам. Па да, затоа што генерално се чека на финансии за да се почне било каков процес. Тоа е факт. Не го поставив ова прашање случајно, бидејќи сите сме генерали после борба кај нас и сите доаѓаме, честитаме и слично, меѓутоа кога се влегува во некој проект, ретко кој верува, потоа сите сакаме да пружиме рака и да се појавиме, да се сликаме, да кажеме браво. Да, ја ќе покажам да го објаснам сликовито и сите да не разберат. Тоа е као да влезете во реновирање на куќа, немате пари за тоа, а уствари не знаете како би сакале да ја реновирате. И тоа е тоа. Почнувате да ги вадите стварите од фиока, ставате све на центрна соба и почнувате да работите. И во тој хаос сте. И тој хаос ве носи, само со желбата. Не смеете да запрете, бидејќи треба да се живее. И на почеток сите поминуваат, само гледаат на спратот на куќата, никој не нуди помош, ама кога веќе се гледаат првите плодови за жнење, тогаш сите застануваат да видат, па да се сликаат со реновираното, така? Баш така. Добро, се надеваме дека ќе се променат работите после вакви успеси. Се менуваат, некои луѓе се сменија, некои ствари се менуваат, добивме после поддршка, многу ни значеше таа цела поддршка. И ден денеска ни значи било каква поддршка. Да ги поздравиме сите, значи што се уклучија заиста и луѓето кои беа и за самата премиера што ни помогна да ја направиме онака да биде величенствена како што и самиот филм заслужува да биде. Од Македонскиот народен театар до кинотека до главните спонзори кои ни беа, ќе ми извинат пошто имам блокада, ево принципи на гости. И Нена да ја поздравиме, пиарот, маркетингот на се позади камера, можеби некогаш ќе ни дојде вака и тука. Сакаме сите да се уклучат, ето од 15 да дојдат у Синеплекс да го гледаат филмот. Убав е, нека дојдат со своите деца, пожелно е да се види. Мислам дека поише ќе се засакаме оваа земја преку овој филм. И би сакал да ги повикам сите што сакат и се во можност да се уклучат у Countryside.
и да помогнат при куповина на било каков производ да ги спасиме сите штркчиња кои имаат потреба за тоа. Да, активистката која што ни помогна во Марија Дуда. Марија, Така. да. Огромен поздрав до нејза. Навистина се обидуваме со филмов и со сите активности поврзани со овој филм и целата дистрибуција што ја правиме да ја поддржиме во тоа да го направи првиот рехабилитационен центар за штркови, бидејќи таква институција немаме во Македонија за диви птици кои што помага да се излечат и да се згрижат. Таа е веќе навистина добра во тоа, има развиено цел еден центар за спас на животни, за значи работи со разни работи во смисла произведува сопствена храна. Значи има многу активности околу тој центар и меѓу другото сака да го прошири во оваа насока, особено од како го сработевме филмот. Така да многу би ни значила поддршката со тоа што правиме овој тип на производи, како капчево тука. Да, тоа го И- забележав. Велам добро, ама сигурно е поврзано со Има филмот. Не многу- гледам многу далеку, ама добро, тоа Силјан го прочита. Има многу убави производи, дизајнот е нејзин. Мислам интерен е, нели дизајнот на тие работи, има дуксери, има мајци и сето тоа. И со купување на тие производи можете да ги најдете на Facebook и на Instagram преку главниот нашиот сајт The Tale of Силјан да стигнете и до нејзи, до незиниот сајт, до Countryside и со поддржување на тоа и со поддржување на нашиот филм во кината сериозно ќе то пренесеме до промена на една многу голема работа кај нас. Е сега како приказната за Силјан ќе го позиционира македонскиот документарен филм генерално на светската сцена и што значи ова за иднината на нашата кинематографија? Па јас сум особено горда дека во документарниот многу влијаев на тоа да се променат стандардите, бидејќи уште кога бев студент не беше нешто особено ценет документарниот филм, иако сме имале времења во нашата земја, како времења на Вардар филм, каде што навистина се правеле сериозно квалитетни документарни филмови, кои што мене многу ми влијае како студент. Меѓутоа во тоа време не беше нешто многу актуелно и не можев ни да најдам баш луѓе со кои што ќе споделам таа љубов за документарци, ниту на факултет, ниту подоцна. Значи многу мал број на луѓе навистина се занимаваа со тоа искрено. И тоа што се направи уште од времето на Медена земја беше еден чекор до месечината, да кажам, во тој поглед на немање на таа сфера во земјава. И некако тоа ми е особено драго дека со овој филм повторно се дигнаа стандардите не само за документарен филм, туку општо за филмски квалитет. Едноставно сметам дека после овие успеси, не само мои, него општо овие успеси и на многу мои колеги кои што се случи изминативе неколку години, не можеме веќе да се вратиме назад на тоа дека па добро во Македонија нема доволно финансии, не може да се направи добар филм и сега некако да имаме оправдание на таа тема. Мислам дека веќе нема простор за оправданија, бидејќи се покажува дека да. Така. Останува при крајот разговорот да ви се заблагодариме и навистина честа беше наша и на гледачите што луѓе со ваква тежина имавме утрово во нашето студио, што решивте да останете дома, да работите дома и да не правите горди. За жал не можев да ја следам пред премиерата на филмот. Се надевам добро се снајдовме со прашањата. Велат кога нешто ќе погледнеш, по друго можеш да го представиш во јавноста, но се надевам дека уживавте вие во интервјуто како и ние, некако успеавме да ја доловиме и допреме до суштината на тоа што го сработивте сите како екипа. Па само да ви кажеме благодариме и после 15 во Синеплекс меѓу првите да го погледнеме документарецот. Се разбира. Благодарам и јас за гостувањето. Благодарам на позивот. Благодариме уште еднаш. Колешката Тања Сарандевска ја подготвува Доза култура, односно културниот информатор, така и ќе завршиме, еве кои настани од културата се најавени за деновиве пред нас.